едно на обајцата ни стана јасно. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Во поглед на овие се разбира, ние исто така ги изложивме нашите позиции, нашите видувања и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур, бидејќи пресудите важат за сите и сите членки на Советот на Европа имаат суди во судот во Страсбур. Ете тоа беа, се разбира дека изразивме став дека треба почесто да се сретнуваме, да разговараме. Се согласувам со све, но знаете како јавноста вика секогаш помалите риби ги јадат, овие поголеми ги јадат помалите риби, зашто му одговара полицајецот, а не тој што му дал наредба, пример, да отиде на аеродром. Кога ги прашаш што ви беа работните задачи, барем за другиве не сум слушал, но Димитар му е тоа оправданието, вели јас имам подпишано NDA, што се вика као дека не смее да збори, има доверливо и дека дел од тие материјали биле доверливи и ради тоа не смее да збори, а јас многу добро памтам на самиот почеток, тоаш кажуваше дека негова работа било да компаративно да споредува со другите држави, мислам што е нонсенс, и една колешка адвокатка за тоа, мислам дека ден денеска не ми прости кога и пререков дека тоа им било целта, да видат да го успеваат СЈО по медиуми, што и не е баш дека не е така. Тоа не води до 27 април самите настани. Беа ли протестите за заедничка Македонија организирани од ВМРО ДПМН? Сега ако ми кажеш не, се како не? Ама не може да се. Ама како не? Сега значи сите што бевте таму. Добро, значи бевте дебело врзани со ВМРО, сега што правиме мора? Добро, беше ли архибригада организирана од СДС? Не, остај сега. Не оставам. Дело фрлени ликови сигурни. Беше ли 2000? Па добро, сега има, види. Беше ли 2008 тие за името организирани од ВМРО ДПМН? Чекај. Не е уопште исто. Значи нема компарација, нема компарација. Во трите јас сум учествувал, затоа можам да зборувам за нив. Во ред. Океј, вие се само организиравте. И случајно сите бевте и сите што протестираа беа членови на ВМРО. Тоа беше случајно. Дека ВМРО влегло со логистичка поддршка, апсолутно да. Нели? Луѓе, како да ти кажам, комитети. Мене Иванка ме убедуваше, мислам, моја многу драга пријателка. Велите како мислите да станеме членка на НАТО? Господине Заев, без договор. Може ли да ваш став да ви прочитам? Сакате да бидете власт, да ме слушате една минута, еве да не ми упаѓате. Вие нели дозволувавте? Се мене добро поставивте реплика. Кај отидоа парите? Погледнете ги малку тие предмети за да не уверите дека на вистина се борите против криминалот. А она што го направивте оваа недела, нели беше господинот Мицковски со, како што самиот милува да каже, европската елита, па Вучич, па Урсула, па не знам, еден, друг, трет, таму Шолц, Молц, се наредија, се сликаа, па со Мицотакис, па му викал Северна Македонија, ова, Северна, она, па Мицотакис бил задоволен, ептен бил кооперативен, фин, мил, другар, пријател, брат, братучет, све политички бок од Олимп, па му викал еве, ние од Северна Македонија, значи, со политичката елита таму, и беше таа кооперативност видлива, јасно изразена, така убаво дотерани од дела, супер, ете представена Македонија, само што за таа кооперативност и за тоа друштво и за тие намери што ги имаме, нели, со Европската Унија и ние да сме се сториле еднаква држава, треба борба со корупција тука. И нема да ви дозволат да мрднете напред, дури да го промените уставот за собугарите, нема да мрднете напред ако не ја видат борбата со корупција доследно, не со нивните, него и со нашите.